Цивил медија. Само првата присуда за пресудовото лице во Страсбург. Каков беше процесот низ кој поаѓаше лицето и во Македонија и надвор? Процесот беше травматичен и вистинска агонија. Можете да замислите што значи еден таков процес од 2011 година, значи тоа се веќе скоро 8 години, почнувајќи во 2019 во кој што лицето е жртва на пинг-понг игри помеѓу различните институции во државата, а при тоа во целиот тој период не може да стигне до своите лични документи, во кои што е признаен неговиот род и со кои што би можело нормално да функционира во своето секојдневие, а тоа непризнавање го изложуваше во целиот тој период на дополнителен стрес, на траума, на понижување во сите институции, во сите бирократски околности во кои се наоѓа, во кои што треба да приложи лични документи, вклучително и тоа дека не може да ја напушти нити државата, бидејќи нема легитимни документи кои што го отсликуваат неговото родово изразнување, родов идентитет и така натаму. Меѓутоа, оно што беше најтравматично е ситуацијата на нереспонзивноста на институциите, односно двосмисленоста со која што постојано постапуваат. Што се случуваше од 2011 од кога почнува овој процес во Македонија, со првично промената на името и презимето во личните документи од страна на МВР, управата за водење на матична евиденција одбива да му ја смени ознаката за пол и бројот и кодот во матичниот број во личните документи. Од тогаш, значи, од 2011 овој процес оди до управата, до административниот суд, управен суд, извинете, од управниот суд повторно во управа за водење на матична евиденција, па назад во управен суд, кој што ја наложува во 3 наврати на управата дека не е издржана одлуката. Прво поради тоа што не постои никаде законски акт кој што бара или наложува дека лицето треба да приложи медицинска документација за извршена промена на полот или операција за потврдување на родот. Второ, поради тоа што законското решение е апсолутно нејасно и не постои соодветна законска рамка, дека лицето е ставено во правна несигурност. Бидејќи ситуацијата беше таква како што беше, тоа се 8 години на постапка, ние го дадовме случајот пред Европскиот суд со барање дека треба да оди во забрзана постапка, и покрај тоа што во Македонија не беа пројдени сите судски инстанции како што во принцип налага или праксата на Европскиот суд. Беа прифатени тие аргументи, судот одлучи во Страсбург да го разгледува во забрзана постапка овој случај и од она што ние го поднесовме како барање со лицето како подносител на тужбата, судот утврди дека поради недостатокот на јасно уредена законска рамка и на ефективна, брза и пристапна процедура за промена на податоците во лична документација, односно за правно признавање на родот, државата го има повредено членот 8 од Европската конвенција за човекови прави и основни слободи, односно правото на приватен живот и семеен живот, во кој што судот јасно кажува во пресудата се подразбира и родовото самоидентификување, односно родовиот идентитет како една од основните компоненти на личниот идентитет на лицето. Поради тоа што во целиот период лицето има претрпено огромен стрес и серија на травматски искуства и низ институциите, но и секојдневното општествено живење кој резултат на неодговорноста од страна и погрешното постапување од страна на надлежните институции, судот му додели, ја задолжи државата всушност да го оштети лицето со нематеријална штета од 9.000 евра, што за нас е исто така исклучително значено, бидејќи праксата во принцип на Европскиот суд е да нематеријалната штета која што делува да биде во многу помал износ. Во овој случај тоа е исклучок што за нас е особено значајно и голема победа исто, покрај официјалното утврдување на прекршувањата кој што го прави судот. Што значи ова присуда за Македонија? Дали ќе има некакви промени во законот, може би? Одлуката јасно кажува зашто е прекршен членот 8 од Европската конвенција. Тоа е непостоењето
на брза, ефикасна и пристапна процедура, односно отсуството на јасна законска рамка со која што ќе се гарантира правното признавање на родот. Тоа значи дека после овој случај државата треба да седне и во најбрза можна постапка да почне со изготвување на соодветно законско решение за правно признавање на родот. Во спротивно, ситуацијата ќе остане онаква како што беше, а поради кое што и се доведовме до пред Европскиот суд, односно ќе има и други случаеви кои што ќе бидат оставени во таа лимбо ситуација, ќе бидат изложени на арбитрерните одлуки на чиновници, на административци, на управата, кои што постои голема можност според нивното сегашно постапување ка повторно ќе ги прекрашуваат правата и ќе треба да се ставаме во ситуација да ја даваме повторно државата пред Европскиот суд, што секако не и оди во полза на државата, посебно не на држава која што моментално аспирира и да биде членка на Европската унија, и покрај тоа што ова е тело на Советот на Советот на Европа. Во таа насока ние веќе разговараме во последнава година се поинтензивно и со владата, и со Министерството за правда, и со Министерството за труд и социјална политика за изнаоѓање и отпочнување на некаква постапка за изнаоѓање на соодветно законско решение за правно признавање на родот, и ова е дефинитивно уште еден чекор понапред или уште една јасна назнака за владата дека овој процес треба што побрзо да започне и да се изнајде решение кое што не само што ќе го овозможи правното признавање на родот, туку ќе го гарантира и телесниот интегритет на трансродовите лица. Тоа значи дека и покрај тоа што да речеме во финалната одлука и обяснување на Европскиот суд сега во оваа пресуда, не ја посочува, меѓутоа другите пресуди на Европскиот суд и во деталното обяснување оваа пресуда стои јасно кажано дека транс лицата не се обврзани да извршат операција за потврдување на родот. Она што е принципен нивното самоопределување, тоа е доволен услов за промена на податоците во личната документација во оваа брза, транспарентна, ефикасна постапка. Што значи законско решение за правно признавање на родот, кое што се заснова на принципот на самоопределување на лицата, а никако врз принципите на наметнување на какви и да било медицински интервенции и барања кои што ќе задираат директно во телесниот интегритет на транс лицата. Цивил медија